Благодарам. Почитувани колеги, почитувани работници, пред да го елаборирам овој предлог закон, сакам да го искажам јавно мојот став дека ќе дадам поддршка за овој предлог закон за покачување на минималната плата. Меѓутоа, морам да образложам дека овој закон представува класична политичка манипулација и е инстант закон кој што е наменет исклучиво заради избори. Зошто го велам ова? Затоа што злосторничкото здружение, наречено влада начело со врхушката на Зоран Заев, на предвремените избори брутално го злоупотребуваше чувството на работникот и неговите услови, ветувајќи минимална плата од 12.000 денари, без при тоа да се договори со оние кои што треба да ја даваат минималната плата. Така да злосторничкото здружение, наречено Влада на Република Македонија, денеска не го предлага овој предлог закон, туку им дава на колегите пратеници едно кукавичко јајце, кое што впрочем и не е покачување на минималната плата, кое што ќе трае и кое што ќе биде законско решение, кое што ќе биде системско законско решение, туку е законско решение кое што ќе трае неколку месеци. Зошто го велам ова? Затоа што има неколку замки во овој предлог закон. Првата замка е членот, ова мора работниците да го знаат. Значи, работниците ќе земат 12.000 денари плата само во октомври месец. Сите без исклучок. И тоа е класичен изборен подкуп, легализиран со законско решение. Типично за СДС. Така, на тој начин владеа и предходно, тие направија криминална транзиција и приватизација, но си ја покрија со закон. Практично криминалот кој што го направија, си го легализираа со закон. Така да и сега вршат брутално се играат со чувствата на работниците, тотално неемпатичен закон, се играат со чувствата на оние кои што навистина им е потребна помош, ги лажат, ги мамат дека ќе зимаат 12.000 денари плата, што не е точно. Зошто? Еве првата замка. Почитувани работници, за да зимате 12.000 денари плата, после 15. октомври, кога ќе ве подкупат со 12.000 денари, значи на 15. ноември, 15. декември и понатаму, вие ќе мора да имате норма. Таа норма е пропишана во членот 1 и вели: нормираниот учинок се утврдува од страна на работодавачот. Потенцирам, од страна на работодавачот. Секоја година во февруари врз основа на критериуми на ефикасност и така натаму, да не читам, значи за да биде појасно на работниците, на оние на кои што е наменет овој закон, вие ќе мора да имате учинок. Тој учинок за вас, почитувани граѓани, односно почитувани работници, ќе го прави, ќе го планира работодавачот. И тоа ќе значи дека работата во сабота и недела и после работното време останува. Значи, овој закон е класична изборна манипулација на Зоран Заев и ова тенко парламентарно мнозинство, само колку да можат да земат некој глас во октомври. Не ви го решаваат статусот целосно и системски. Зошто? Затоа што кога се прави ваков закон, се прави трипартитен договор помеѓу сите социјални партнери и сите треба да кажат свој
да дадат свој допринос во креирањето на ваквите закони. Онака, како што направи ВМРО-ДПМНЕ, кога го донесовме законот прво во 2008, а кога целосно се имплементираше и почна да се имплементира во 2012 година. Значи, ова, ќе повторам уште еднаш, е класична изборна манипулација. Но исто така, во овој предлог закон представува и дерогирање на изборниот законник, значи се крши изборниот законник, бидејќи повторно оној фамозен член 8а, во кој што се вели дека откако ќе се распишат изборите, не треба да се вршат исплаќање на плати, пензии, социјална помош или други исплати и материјални надоместоци од буџетски средства, а ова значи субвенционирање од буџетски средства на 15 октомври. Значи, повторно имаме една бројка на 15 септември. Фамозната е сега не е 15 септември, туку е 15 октомври. Тогаш, почитувани работници, ќе ви бидат исплатени 12.000 денари и толку. Приказната овде завршува. Ова мора да го имате во предвид сите вие кои што работите во конфекции, во кожарски, во сите дејности. Дека тие не се грижат за вас. Покажа и последниот случај на избрканите работнички, кога никој од ова парламентарно мнозинство, вклучително и злосторничкото здружение Врхушката на Зоран Заев, не покажаа доблес да ги одбранат тие работнички. Така да, рековме дека на краток рок ова ќе донесе бенефит во вашите семејства, но само на краток рок. Кажав дека најголема замка е нормираниот учинок, но исто така во членот 4В постои уште една замка, која што навистина е нејасна зошто ќе се субвенционираат ваквите фирми, а тоа е членот 4В, кој што вели работодавачот во 2016 година треба да оствари загуба или нето добивка по оданочување во износ помало и од 10% од вкупните расходи, што навистина не ми е јасно зошто би се субвенционирале неуспешни фирми. И уште една работа која што тука треба да биде разграничена, изворот на финансирање од каде ќе биде. Овие денови слушнавме лично од премиерот Зоран Заев, кој што кажа дека се укинуваат субвенциите на земјоделците. Значи, почитувани земјоделци, од вашите субвенции се земаат средства и ќе се доделуваат предизборно на работниците. Значи, од шупле во празно. Така работи оваа влада. И така ќе работи. Не им е важно ниту за земјоделците, ниту за работниците. Вака носат инстант закони. О, почитувани колеги, знаете и сами свесни сте, кога сте се договарали, кога сте оделе на терен, на работниците не сте им кажале дека ќе има норма. Никој од работниците во Источна Македонија, каде што има претежно конфекции, не знае дека тие знаат само дека ќе зимаат 12.000 денари минимална плата. Ништо повеќе. Не знаат дека нормираниот учинок е ставен во закон. Мора да знаат. Мора да знаат. Затоа е и оваа дебата. Ние не можеме, јас кажав дека ќе гласам за. И секогаш ќе гласам за правата на работниците. Меѓутоа, ова е кукавичко јајце. И треба да се каже. Ги манипулирате. Класична манипулација со работниците. Класична. Предизборна. Така е, почитуван колега. Навистина е срамота. Треба минимум емпатија да се има кон работниците, кон оние кои што навистина треба да им бидат подобрени условите и качени платите. И овој изборен подкуп е нешто за кое што треба да се замислат и други органи во државата. Ова е класичен изборен подкуп. На 15 октомври работниците ќе добијат
субвенционирање од државата. Членот 8а е многу дециден, но ние се научивме овде дека парламентарното мнозинство и владата не почитува ништо, па ни членот 8а од изборниот законник. И ова е донесено по нивно барање. Тогаш кога тие биле во опозиција. И тоа е таа камелеонска политика. Кога сте во опозиција, едно зборувате, кога сте во опозиција, сосема друго зборувате и сосема трето правите. Но колку време ќе трае овој закон ќе видиме. До крајот на годината имате предвидено, ако не се лажам, коригирајте ме, некаде околу 4,5 милиони денари. Тоа е една половина од тендерот кој што го дадовте на вице-премиерот Кочо Ангјушев. Во сериозни моменти, кога Македонија после 11 годишно владење за прв пат влегува во рецесија и има GDP минус 1,7, и кога паѓа економијата, кога се паѓа, расте само богатството на капиталистите во владата. Кочо Ангјушев и фирмите на Зоран Заев. И единственото објаснување е дека се е согласно закон. Може би, јас не велам дека може би не е согласно закон, но каде е етиката? Каде се моралните норми? Да ги видиме фирмите кои што не плаќале 12, односно досегашната плата. Да ги видиме. Баравте бројчаник на триумфалната капија. Извадете ги фирмите кои што не плаќале минимална плата досега, а и од сега кои фирми не плаќале. Да видиме дали капиталистите во владата плаќале досега. Не од сега од како станаа влада. Предпоставувам дека дотолку им текнало да почнат да плаќаат минимална плата. Досега кои фирми не плаќале минимална плата? Бујрум, еве уште не сте ја срушиле триумфалната порта, еве ја читава, неофарбана, ставете ги на зидот, на столбот, на срамот. Да знае целата македонска јавност кои се тие капиталисти кои што на трудот на работникот, на грбот на работникот профитирале, а не го плаќале. Да видиме. Тоа го баравте додека ги фарбавте институциите, баравте транспарентност, баравте правда, баравте нема правда, нема мир. Ајде, еве сега сте во позиција тоа да го обезбедите. Дајте, кажете му на народот, кажете му на тој работник кој што работи од утро до вечер, дека повторно ќе продолжи да работи од утро до вечер и саботи и недели и празници, за да може тој учинок да го достигне. И прашање дали учинокот ќе биде достигнат, за да ова минимална плата која што вие велите дека ќе ја зима. Значи, јас се согласувам, пак ќе повторам, да има минимална плата. Не 12.000, нека е и 18, нека е и 20, но не можете, не се качува минималната плата или пак просечната плата со закон, почитувани колеги. Ние можеме сега да донесеме закон и 20.000 денари да биде минималната плата. Но прашање е дали работодавачите ќе можат тој терет да го истрпат и дали нема да има отпуштања од работа. Дали тоа го анализиравте? Дали тоа е разговарано? Јас еве ќе ви кажам што велат од СИЕР, Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство. Се додека има нормиран учинок како услов за остварување на минимална плата, тоа значи дека работникот ќе ја добие минималната сума предвидена со законот. Тоа исто така значи можност за манипулација од страна на работодавачите, што беше пракса и до сега. Текстот предходно не бил така. Значи, законот предходно, додека се договарал и додека се анимирал помеѓу работниците, не бил вака. Нормираниот учинок бил
ставен откако после разговорите со работниците, Благодарам. значи после лагата на работниците. Затоа, Стеван почитувани Анджеја, колеги, ќе Димитар, повторам, овој браво. закон значи брутално кршење на работничките права. Благодарам.